Како што засега стојат работите, можно е 26-тиот Охридски пливачки маратон да не се одржи, вели заеден Никола Маленко, еден од организаторите на маратонот. Под знак прашање е доведено организирањето на најстарата спортска манифестација во Македонија поради немање пари. Ова се случува во годината кога пливачкиот клуб Охридски бранови, кој е технички организатор, слави 80 години од своето постоење. Имаме големи проблеми, фактички најголеми проблеми од денот кога е возобен маратонот 92 година. И се плашам сега во овај момент да ви дам смела изјава дека со сигурност ќе биде организиран големиот маратон. Нашата клубска каса е празна. Од поуздани извори знам дека касата на ПФМ, на Пливачката федерација на Македонија, веќе е истрпена и испразнета, 20.000 евра. Ако тие средства не бидат благовремено обезбедени во почетокот на август, ние веќе нека имаме време во минут до 12 да организираме маратон од светска класа. Го доведовме во прашање организирањето на маратон. Значи, во овај момент е под голем знак прашално. Евентуалното неодржување на маратонот ќе биде скандалозно и срамно, особено за претседателот на државата, кој се јавува како покровител на оваа светска манифестација, вели Маленко. Тој додава дека во таква ситуација Светската пливачка федерација ФИНА на Македонија ќе изрече ригорозни санкции. Јас се надевам дека нема да дозволат да го девалвираат претседателот. Сега го замолувам и претседателот, доколку го гледа ова интервју, да го искористи својот авторитет и своите соработници во кабинетот, да преиспита целата ситуација и да не дозволи, ама апсолутно никаков кикс. Маленко вели дека не знаат дали и кои учесници се пријавени за годинешниот маратон, кога истиот би се одржал, затоа што комуникацијата со Пливачка федерација и со кабинетот на претседателот на државата биле сведени на минимум. Дополнителен проблем е што 260.000 денари средства наменети за организација на маратонот минатата година на клубот Охридски бранови се уште не му биле исплатени од страна на приватната агенција Полиплан, која била ангажирана за маратонот од кабинетот на претседател, додава Маленко. Против агенцијата клубот води и судски спор. Инаку Охридскиот маратон до 2004 година важеше за еден од најдобрите во светот после оној во Атлантик Сити, но последниве неколку години неговото реноме е значително паднато.